Библијата пишува дека Бог создавал со збор. Во Псалм 33:9 се вели: зашто тој рече и тие настанаа, тој заповеда и се создадоа. Бог создавал со збор, од ништо создавал нешто. Ние како луѓе не можеме да создаваме материјални работи со збор како што создавал Бог. Но сепак нашите зборови можат нешто да создадат. Можат да создадат радост, среќа или пак тага и болка во нечие срце. Веројатно многу пати во својот живот сте ја доживеале острината на нечии лоши зборови. Тога сте искуселе колку силно можат да болат зборовите. Веројатно сте имале и спротивни искуства кога сте почувствувале благопријатноста на убавите, охрабрителни зборови упатени кон вас. Зборовите што ги изговараме имаат голема моќ. Можат да ранат и да повредат, но и да смират и да лекуваат. Затоа треба одговорно да се поставиме и да обрнеме внимание на зборовите што ги изговараме. На она што го изговараме и на она што го пишуваме, но исто така и на начинот на кој зборуваме. Невнимателниот зборува како да прободува со меч, а јазикот на мудрите е исцелување, ја каже мудриот цар Соломон во библиската книга Мудри изреки, 12 глава, 80 стих. Зборовите се одраз на она што се наоѓа во човечкото срце, односно во човековиот ум. Исус ги кажал следните зборови кои се запишени во Евангелието според Матеј, 15 глава, 80 стих. А она што излегува од устата, доаѓа од срцето, и тоа го осквернува човекот. Имајќи го ова предвид, треба да се погрижиме нашите зборови да бидат чисти, љубезни, добри. За таа цел апостол Павле во посланието до Колошаните, 3 глава, 8 стих не советува: а сега и вие отфрлете се од себе, гневот, лутината, злобата, хулењето, лошите зборови од својата уста. Зошто треба да ги отфрлиме сите овие негативни особини, па и лошите зборови? Затоа што ќе ни се суди и според зборовите што ги изговараме, а не само според делата. Во овој контекст Исус ги кажал следните зборови: зашто по зборовите ќе бидеш оправдан и по зборовите своји ќе бидеш суден. Запишено во Евангелието според Матеј, 12 глава, 37 стих. Во 3 глава од своето послание апостол Јаков дава некои добри совети за начинот на кој ги употребуваме зборовите. Користејќи се со јазикот како синоним за зборовите што ги изговараме, Јаков укажува дека треба да внимаваме какви зборови употребуваме во комуникацијата со другите луѓе. Најпрво признава дека сите правиме грешки. Потоа зборува за тоа како малите работи ги контролираат големите. Например, уздите го контролираат коњот или кормилото бродот. Јазикот е мал орган, но тој управува со нашиот живот. Јаков исто така признава дека јазикот може да предизвика голем пожар и дека е тешко да се држи под контрола. Всушност, јазикот може да биде многу разорен. Затоа е важно правилно да го употребуваме. Неодамнешните истражувања на Нов Зеланд покажуваат како употребата на зборовите, кои били изговарани од болните, помогнале при брзото заздравување на нивните телесни рани. За разлика од оние кои изговарале лоши зборови, во извештајот се заклучува дека позитивниот начин на изразување покренал таков физички одговор кој влијал на имунолошкиот систем, со што закрепнувањето се забрзало кај нив. Ово кажува дека на крајот на криштето ние самите ќе бидеме благословени ако ги послушаме советите што ни ги дава Библијата. Односно, ако изговараме љубезни, добри, мудри зборови. Животот ќе ни биде помалку несреќен, затоа што нема да се караме со другите. Ќе бидеме позитивни во својот пристап, бидејќи пред да изговориме нешто, ќе размислиме дали е добро тоа што сакаме да го кажеме. Ќе бидеме посреќни и поздрави заради подобрите меѓучовечки односи. Самите ќе бидеме променети
кога ќе се откажеме од грубиот говор и лутите совки. А над се, додека другите ги охрабруваме со позитивни и љубезни зборови, и ние самите ќе бидеме охрабрени. Не заборавајте на моќта на зборовите.